Катастрофалниот пожар и трагедијата во кочанската дискотека Пулс ја одбележа минатата 2025-та. Отворањето на истрагата како и поднесувањето на обвинението беше спроведено во предвидениот законски рок, но ќе се кршат копијата во потрага на правдата во судската постапка која ни предстои, оценува Transparency International Македонија во својот годишен извештај. Она што отпочна најпрвен како истрага и поднесување на обвинение, точно дека се одвиваше во законски предвидениот рок и дека беше брзо. Меѓутоа, во текот на судската постапка ќе видиме дали она што резултираше со брзо и експресно обвинение ќе ги задоволи сите критериуми, односно ќе има доволно докази и доволно индиции да тоа заврши како што треба да заврши во текот на постапката. Но, покрај судскиот процес кој е во тек, родителите на загинатите и понатаму упатуваат јавно прашање до надлежното обвинителство. Докаде е обвинителниот акт во истрагата за евентуална одговорност на осомничените полицајци? Докаде сте со покренувањето на обвинителниот акт за сите началници, командири, инспектори, сменоводители и полицајци кои директно се вмешани во масовното, монструозно и насилно убиство на нашите деца? Се наближува веќе една година, а вие АБЕР немате за тој обвинителен акт. Имате милион докази, видеоснимки и сведоштва. Што ве спречува за поднесување на обвинителен акт? А кога станува збор за нова јавна обвинителска одлука против полициските службеници, која првично требаше да биде формирана во септември, сега од обвинителството за 24 не прецизираат кога би можело да се очекува обвинение за осомничените 26 полицајци. Истрагата е завршена и осомничените се известени. Тече рокот за предлагање на докази од страна на одбраната, пошто ќе биде донесена јавна обвинителска одлука. Дали институционалните пропусти, затајувањето на системот за превенција, како и недостатокот на колективна свест за сериозноста на последиците кои се предизвикани од корупцијата, сепак ќе резултираат со казнување на виновниците, треба да покаже судскиот процес кој е во тек.